Стручниот соработник Весна Дамева ќе биде нов член на судскиот совет. 2019 Стево Пендаровски како тогашен председател ја предложи Дамева како истакнат правник кој заслужува да биде дел од највисокото судско тело. Иако јавноста бурно реагираше за ова, исто колку и на фотографијата на која Дамева стои до екс-премиерот Зоран Заев како дел од правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз. Дамева до последно тврдеше дека не била член на ниту една политичка партија, но сепак фотографијата која ја виде јавноста остана во нејзиното досие. Таму пишува и дека таа беше председателка на Советот 2 години со пауза од 8 месеци, бидејќи нејзините колеги на чело со Селим Адеми се одлучија да ја разрешат, затоа немаа можност, па постапуваа и незаконски. Ова јас не учествувам до ова, одлуката нема да ја подпишам. Председател на судски совет не може више да раководи со седницата. За тогашната председателка забелешка имаше и незината предходничка Павлина Црвенковска, која се замина од функцијата бидејќи како што рече имала притисоци од како што посочи судско бизнис елитата. Председателка ја прозвав да каже зошто поднесува оставка, да има интегритет и да ги каже луѓето кои што и вршеле влијание врз основа на факти и докази. Нарушените меѓучовечки односи во судскиот совет беа оценети како каубојско однесување на членовите на невисокото судско тело. На вистина тоа разрешување беше, јас би употребил термин каубојско, и господин Селим Адемис едноставно седна, чукна на масата и под наводници ја разреши старата, а сега истата председателка, и постапувањето на управниот суд е логично, но дали тоа смее да се врши во една нормална демократска земја е сосема друго прашање. Тензијата помеѓу членовите на судски продолжи и понатаму, несогласувања, викања имаше речиси на секоја седница, но немаше слух за барањата за оставки од сите членови на ова тело. Советот доби нов председател Сашко Георгиев, а Дамева се жалеше за незиното незаконско разрешување. После 8 месеци се врати на функцијата. Јас не очекувам ниту од еден член на судскиот совет и не би сакала да верувам дека дали на тивок начин или гласно ќе обструираат работата на судскиот совет. Во меѓувреме, холандската амбасада раскина договор вреден речиси милион евра. Ова Пендаровски, која предложи Дамева заедно со Адеми, го оцени како брука. Таа ситуација мора час поскоро да се реши не заради платите само на судиите, туку затоа што тоа фрла таква темна дамка врз целото досие европско демократско предсе на Република Северна Македонија, што не се случајни реакциите кои ги видовме изминативе денови и од Европската унија и од Американската амбасада. Пона што го знам, а дојдоа тие реакции и до мене, средбите со тие амбасадори, тоа се најжестоки реакции и најжестоки критики за состојбите во македонскиот правосуден систем од 90 до денес. 3 дена пред да истече мандатот, Дамева реши да си даде оставка. Тоа рече го прави поради притисок кој го чувствувала од изјавите на извршната власт, бидејќи сакаше уште 8 месеци да биде председател, колку што беше и разрешена од колегите. Обидот за продолжување на председателската функција бил тема на затворен колегиум и сега е предмет на истрага во МВР, бидејќи за тоа неофицијално се правеле фалсификувани записници.